Власта крте одговара на погрешно место. Документите за мега скандалот за обид за изнуда од 250.000 евра, кои требале да завршат кај Вице, како што обвинува опозицијата, не ги добиле од полициски службеници, туку од високо позиционирани членови на СДСМ, вели потпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Најави дека имаат и други документи за афери и скандали на власта. Информациите до ВМРО ДПМН не стигнаа од вработени во Министерството за внатрешни работи, нити од инспектори кои што гонат организиран криминал и корупција, туку стигнаа од еден високо позициониран член на највисокото раководство на СДСМ, кој што заради Законот за заштита на укажувачи, односно свиркачи, не можам да го споменам по име и презиме, но повторувам, информациите за криминалот во Рек Битола и за рекетот во Рек Битола стигнаа од високо позициониран член на најтесното раководство на СДСМ. И втора работа која што сакам да ја кажам е дека во моментов ВМРО ДПМН поседува бројна документација за други афери и скандали од коруптивен карактер, кои што ќе ги изнесеме во јавноста во следниот период, кои што исто така се добиени од високо позиционирани лица во самиот врв на СДСМ. Николовски вели дека надлежните институции треба да се занимаваат со лицата кои се посочени дека вршеле изнуда, а не да ловат во матно. Па видовме како маскирани полициски службеници и специјалци влегуваат во домовите на неколку инспектори кои што се занимаваат со откривање на криминал и вршат претреси во присуство на нивните сопруги и деца, што е недозволиво и што потсетува на едни тоталитарни времења. Да им помогнам на СДСМ да престанат со овој начин на действување и наместо да ги гонат оние кои што наводно ја дале информацијата, треба да ги гонат тие кои што довеле до тоа да имаме ваков рекет од 250.000 евра. Пред 2 дена беше извршен претрес во домовите, автомобилите и на работните места на тројца полициски службеници, за кои се сомнева дека издале државна тајна, односно дале документи за аферата со изнуда во Рек Битола. Беа повикани и на информативен разговор во полицијата, потврдија од МВР. Аферата со Рек Битола ја објави ВМРО ДПМН, кој посочија дека битолската фирма Рубитон трпела притисоци за да даде дел од тендерот на фирмата СВ Инвест, која важи за компанија блиска на семејството Зави. Откако собствениците на Рубитон одбиле преку екс-директорот на Рек Ковачевски, им било посочено дека треба да дадат 250.000 евра на Вице. Засека од обвинителството, ниту пак од МВР, не соопштија дека лицата кои се директно посочени од опозицијата за скандалот се повикани макар на разговор за случајот.